Националната установа Музеј Куманово ги заврши археолошките ископувања на локалитетот Градиште во село Младо на Горичане. За оваа година е предвидено и дигитализација на делот на одите од локалитетот, со што ќе го доближиме неговото значење до поголема публика, а за следната година планираме да продолжиме со откривањето на уште неколку градби кои ги забележавме преку лидер снимките, информира археологот Дејан Ѓоргиевски. Истражувањата целосно беа финансирани од Министерството за култура и туризам, а раководени од археологот Дејан Ѓоргиевски. Истражувањата беа концентрирани на довршување на односно на истражување на дворот од големата резиденцијална градба која што ја откривме 2014 година заедно со професорот Маријан Јованов, како тогашен раководител на истражувањето од Филозофскиот факултет. И продолживме да го истражуваме каналот, односно системот за довод на вода, кој што исто така представува една уникатна појава и го има само на засега е откриен на Кнежје кај Свети Николе, односно претпоставената Била Зора. Оваа година ние ги довршивме истражувањата на таа градба и најпосле знаеме отприлике како изгледала таа градба и сите оние уникатности за кои што претпоставувавме дека ги има и претходните години, оваа година само ги потврдивме. Она што е најинтересно и што сме особено горди да го изјавиме е дека откривме и постара градба под оваа градба и зидовите на таа градба горе-доле се под зидовите на оваа градба, што значи дека оние кои што ја граделе новата палата биле свесни за постоење на постар објект, кој што може би исто така бил резиденцијален и зидовите за да бидат постабилни ги поставиле врз овие зидови. За сега не сме во можност да ја истражиме оваа постара градба, затоа што е подлабоко и бара поголеми финансиски средства. При градењето на новата градба таа е многу уништена и тешко можеме да извлечеме некои посигурни заклучоци за неа, меѓутоа веројатно е настаната некаде 5 или 4 век пред нашата ера, додека ова поновата, порепрезентативната е направена крајот на 4 век пред нашата ера и била уништена негде средината на 3 век пред нашата ера. Друга работа која што откривме и која што допрва ќе ја споделуваме со јавноста, тоа е што го откривме најстариот пишан запис на териториите северно од Брегалница. Станува збор за запис кој што потекнува од 3 век и е најден на дно од сад. Интересно е што садот не е увезен од некаде, туку представува локална продукција на еден груп сад и буквите се прилично јасно врежани, имаат конотација која што е карактеристична, да кажеме, за периодот на 4-3 век пред нашата ера и се однесува на некои еротски вулгарни мотиви кои што често ги наоѓаме пишани на садовите, а кои што може да се поврзат со култот на плодноста или пак едноставно дека станува збор за графит. Во секој случај, најстариот пишан надпис е откриен во Кумановскиот регион. Ќе започнеме со ископување во Бислим, во Бислимската клисура, Градиште Бислим, меѓутоа тоа затоа што прилично е непристапен теренот и овој период е и ризичен за работа поради присуство на змии. Таму работиме некаде октомври, ноември, декември, кога е постудено. Инаку сега ќе продолжиме со дигитализација, односно ќе започнеме со проект за дигитализација на одите од Младо на Горичане. Сакаме да ги дигитализираме во 3D формат и да ги поставиме на сајт, со што секој заинтересиран ќе може да ги види, да не мора, ако е од подалеку негде, да не мора да доаѓа во музејот во Куманово за да ги види. И започнавме и ќе завршиме сега ова лето исто така со лидер снимање на локалитетот Градиште во Бислим, затоа што лидер снимките кои што ги направивме на Младо на Горичане, заедно со претходно направените геофизички истражувања, ни пружија многу корисни податоци и сега точно знаеме каде да ги насочиме нашите истражувања, па се надеваме дека така ќе биде случај со Бислимското Градиште.